Прво го представувам со ред господинот Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Господин Сулев, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, благодарам Горан за поканата. Како се чувствувате? Добар сум, фала Богу. Имаме една убава тема, релаксирана и многу битна, стопанска гранка, туризмот. Нешто што Македонија може многу да профитира и да вади бенефит голем, бидејќи навистина имаме прекрасни езера, планини, многу убавини што да понудиме и како да ги привлечеме странските гости. Меѓутоа, за жал, и заради пандемијата, и заради некои објективни и субјективни слабости и пречки, тешко ни оди. Па, да, како што кажа и ти, значи туризмот според мене, а и според многу наши експерти, ако се навратиме и пред година дена, нашиот председател на Стопанската комора Бранко Азевски, и тој кажа дека државата треба да ги стави туризмот и земјоделието као приоритет. Еди Рама во комшиска Албанија, кога стана премиер, рече дека приоритет за нас ќе бидат туризмот и земјоделието. Сметам дека тие два сектори кај нас, посебно туризмот, имат голем капацитет и за овозможување на вработување на млади луѓе, градење на предприемачки дух кај младите луѓе. Сметам дека тој сегмент ние многу малку го користиме. Така, за жал Македонија е земја без излез на море, но како што спомнавме, имаме многу друго што да понудиме и да привлечеме странски туристи. Вие сте представител на асоциација која привлекува туристи во Македонија. Тоа се вели дојдовен туризам, она што носи приход во државниот буџет, она што го полни државниот буџет, она што е, како да речам, наш амбасадор, она по што е препознатлива Македонија, странските туристи, па потоа реклама и тоа што е баш убавата медала, страна на медалата. Па да, Националната асоциација за дојдовен туризам веќе постои 7-8 години и така да ние прв пат имаме тој сегмент е здружен заедно, во него членуваат сите членови што се од хотелиери, од давачи на услуги, од транспортери, од туристички агенции. Верувате, вие сами знаете и гледачите знаат дека 95% од нашите туристички агенции официјално кои се лиценцирани работат outgoing. Ние сме 25 до 30 агенции, туроператори, во најголем ден туроператори кои што работат incoming. Многу малку познати за јавноста, но имаме ние туроператори горен кои што работат со incoming, кои што носат 2019 10 милиони евра имале turnover, значи обрат. Тоа се доста сериозни. Иако на прв поглед изгледа многу полесно да се изнесат македонските туристи во странство, бидејќи нели многу ми насакаат море, скијање во зима. Многу е потешко да се донесат странците во Македонија. Сега, пред неколку дена Стопанската комора на Македонија испрати драматичен апел, би рекол, дека туризмот е во тешка криза, голема криза, практично нокаутиран од оваа ковид пандемија. Каде го гледате спасот? Според проценките на Стопанската комора, година на опорување како прогноза се вели дури 23-та. Да, имајќи предвид темпото и работите што не се случуваат, навистина таа е и реална прогноза. Во најголем дел, ако не се направи поголема промоција и поинтензивна промоција, затоа што ако направиме една споредба само, ние оваа година немаме ни 100.000 евра за промоција на државата, кога е клучен моментот, кога требаше да се направи пресврт. Ние од 2016 кога сме имали 800.000 евра за промоција, сега државата одвојува 100.000 евра за промоција. Значи тоа се многу малку пари за да се направи нешто, а промоцијата е клучна. Сега се менува и профилот на туристите, се менува и тоа што го бараат. Македонија е адекватна дестинација на тоа што го бара денешниот современ турист. Значи ги имаме ние сите туристички потенцијали да станат туристички ресурси и да ги валоризираме тие туристички ресурси, но ние многу малку од тоа валоризираме. Кај нас ние паднавме на девизен прилив од сега ова година ќе имаме 140 милиони долари, од 400 милиони на 140 милиони долари. Странските туристи скоро се целосно изгубени сега. Ќе се работи на нова промоција, еве ние како туроператори со сопствени средства движиме, но тоа е многу лимитирано. Потребни се неколку фази да се направат. Потребна е една заедничка стратегија која што ќе поставиме сите заедно. Државата, системот, сите заедно ќе поставиме во која насока ќе се движиме, кои пазари ќе ги освојуваме, затоа што не можеме сите еден трча наваму, државата трча навака, значи тој момент. Спомнав за сума од 100.000 евра? Да, тоа е за промоција. Тоа е државниот буџет толку. Да, не знам и дали ќе се потрошат затоа што во програмата стои дека ќе одиме на Римини,
еве, ние како компанија ќе одиме, но државата ќе нема штанд, стои дека ќе се оди на други сајми до крај на година, нема потврдено учество. Значи, ние до крај на година немаме потврдено ниту еден саем на кој што државата ќе учествува. Во овој момент од разговорот би сакал во емисијата да вклучиме една дама, Даниела Михајловска Василева од Стопанската комора на Македонија, задолжена за секторот урбанизам. Господи Михајловска, добро утро и за вас. Поздрав од студиото на Телма. Добро утро, Горан, добро утро и до гостинот господинот Сулев. Тоа е наш партнер во сите овие заложби да се обидеме туризмот и угостителството да го поставиме онаму каде што му е местото. Сулев кажа многу работи, јас не би сакала да се повторувам со истите зборови, само ќе се надоврзам бидејќи тргнавте од тоа како Македонија да донесе странски туристи. Она што го видовме од искуство во регионот, во земјите во регионот е дека изостанува поддршка на дестинацијата. Дополнително на сето тоа и промоцијата која што се што кажа Сулев е апсолутно така и на тоа кој ќе надополниме дека не се препознава каква државна поддршка треба да има дестинацијата, тогаш јасно е зашто сме овде кај што сме. Вие ги цитиравте нашите информации што ги пласиравме на почетокот на оваа недела во јавноста. Тие се резултат на една наша многу сериозна анализа што ја направивме за првите 6 месеци од 2021 година. Инаку на тоа претходеа и две студии што со самиот почеток на кризата лани во мај и во ноември направивме две студии со поддршка на проектот USAID, во кој што бевме вклучени сите 4 комори кои што се дел од платформата за јавно-приватен диалог во државата. На тоа ги надградивме и нашите партнери, асоциациите и коморите од секторот туризам и угостителство, меѓу кои Најтам, Хотам, и во целиот тој сплет на анализи и студии што беше направен во цел овој изминат период, уште лани во мај месец констатиравме дека ако кризата потрае само до средина на летото, дека туризмот нема да се врати до 2023, а ако трае до крајот на 2020, нема да се вратиме до 2027. Сега, веќе втора година бидејќи трае кризата, овие анализи што првично ги направивме, повторно констатираме дека пред 2023 и 2025 нема да имаме враќање на туризмот. Тоа не се ниту нечии индивидуални проекции, тоа не се нечии реакции или говори. Тоа се факти што се извлечени врз база на светските трендови, врз база на интересот на странските туроператори, врз база на интересот на нашите традиционални и регионални туристи кои што континуирано биле присутни на овие пазари. Ти претпоставувам знаеш меѓу тебе и за гледачите, иако овие информации беа пласирани во јавноста, ние имаме пат на бројот на туристи за 50% во споредба со 2019 и тука сакам да објаснам дека наспроти статистиката официјална што нели секогаш компарира овој период со изминатата година, некоректно е ако ние како репер ја земеме 2020. Јасно е дека се што во 2021 ќе се случува на било кој поле во било кој сектор ќе има позитивен ефект. Но ајде да видиме каде сме со 2019, бидејќи тоа го прават и земјите од регионот, но и оние останати што се атрактивни туристички дестинации. Споменавте накусо да ве прекинам со едно подпрашање. Во вашата анализа на Стопанската комора стои дека Македонија е најпогодена во споредба со сите земји од регионот. Така е. Да. Од тука сакам да ве прашам, наидувате ли дали надлежните имаат слух за вашите драматични апели? Дали вашите укажувања и укажувањата на останатите туристички асоциации и комори се прифаќаат нивните мислења, нивните сугестии како туризмот да се врати што е можно побрзо, барем со оно учество? Дали од оваа перспектива делуваат достижно оние милионски бројки на посета, годишна посета на странски туристи во Македонија пред кризата и како да се стигне до нив? Апсолутно изгледаат достижни. Имаме искуство во регионот кој што направи. Значи, ако Албанија, Црна Гора, Хрватска, земји од регионот, Грција имаат море и тоа е оправдувањето нормално зашто имаат подобри туристи, но не е само затоа што имаат море. Тие држави заедно со туристичкиот сектор одработија добра стратегија како да ги вратат туристите. И вие денеска ќе видите дека Хрватска и Грција во 2021 има дури поголем број на туристи од 2019.
Не зборуваме за економскиот ефект. Јасно е дека цените некаде се пониски, ефектот кај туристичкиот сектор е помал, меѓутоа, она што изостанува во Македонија е диалог со надлежните што се одговорни за поддршка и на промоцијата, но и поддршка на дестинацијата. Ние, морам да кажам, ние постојано тоа го искажуваме. Со Министерството за економија имаме одлична соработка. Таму има сектор кој што го третира ја третира извинете, повторно ќе ве прекинам. Велите извонредна соработка со Министерството, но Министерството за економија пред една недела, кога во истиот ден, мислам кога вие го издадовте ова драматично соопштение на 27 септември, светскиот ден на туризмот, тие излегоа со оценка дека бројот на туристи е во пораст, дека туристичкиот сектор се стабилизира, комплетно спротивна оценка на состојбата од оваа ваша. Така е. Еве и Сулев Тоа е затоа што они компарираат. Вака, значи, Тоа е затоа што они компарираат со 2020, а ние компарираме со 2019. И зашто компарираме со 2019? Затоа што ако сакаме да одиме напред и сакаме да донесеме туристи, треба да видиме каде се проблемите. Проблемите се што ние не успеавме да ги убедиме нашите традиционални партнери, туроператори од земјите кај што носиме традиционални туристи, да ги донесат туристите повторно во државата, да ја класифицираме Македонија како безбедна туристичка дестинација. Не успеавме ниту туристите од регионот кои што ги лоциравме во двете студии дека се значени, бидејќи јасно беше дека со кризата туризмот ќе се сведе пред се на регионален пристап, значи ни требаат туристите од регионот и тие се во многу помал обем и нормално со отварање на дестинациите во 2021 македонските граѓани и самите констатиравте, јасно е дека ќе отидат на дестинации каде што има море, каде што има нешто што нашите туристи ги привлекува. Но каже и Сулев, ние сме идеална дестинација за она што сега во овој ковид или пост-ковид период што се најавува, го бараат туристите. Имаме планини, имаме природа, имаме езера, имаме се што може да се понуди за туристи во овој пост-ковид период. Но недостасува диалог, недостасува и повторно ќе кажам, бројките на Министерството се компарација 2021-2020, нашите се 2021-2019. Зашто? Зашто сакаме да изградиме правилна стратегија и перцепција каде треба да одиме. А треба да одиме во јака поддршка на дестинацијата и во промоција и на пазарите кои што се традиционални, и на регионални, но и на нови. Велите имате одлична соработка со Министерството за економија, но велите дека е потребен и диалог. Зошто не искористите таа база за диалог за да направите квалитетна стратегија и побрзо да ги вратите странските туристи во Македонија? Ве молам само да му дозволиме на Сулев пред да ми одговорите да се надоврзе на вашето излагање. Тоа веќе сите во секторот го знаеме, значи потребно е силно јавно приватно партнерство и промена на системски како е поставен туризмот. Значи Министерство за економија е policy maker. Тие се во делот за туризам кој што е во делот кој што е законската регулатива, регистри за туристички агенции во тој дел. Значи институцијата која што е задолжена за промоција, која што е домот на туризмот во нашата држава е Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Таа, како што е поставена во моментот, не е функционална. Учеството на приватниот сектор во последните 2-3 години е никакво, буквално на инкамингот. Зборам за инкамингот. Во политиките, во програмата. Ние не учествуваме во ништо. Ние сме како инкаминг сектор сме исклучени во совет кој што е советодавно тело. Да не збориме дека никош не сме биле дел ниту од управниот одбор на таа институција. Потребно е потеркот на Словенија, потребно е потеркот на Хрватска, потребно е потеркот на сите успешни приказни да се направи национална туристичка организација, трансформација. Проектот е поддржан од швајцарска амбасада, стои во ФИОКа веќе 5 години. Целото структурирање и сите дадоа поддршка на тоа. Значи, треба да се направи таа трансформација за приватниот сектор, да си ги земе своите обврски, се разбира, и да учествува директно во креирање на политики, во креирање на промоција, затоа што во Словенија, затоа што во Хрватска имате професионални менеджери кои што ги водат тие НТО, национални туристички организации, кои што соработуваат тесно помеѓу приватниот сектор, сите трчаат во една патека. Значи јасно и гласно, сите во една патека. И тоа е државна стратегија. И затоа Словенија има резултати од кои што боли глава. Спомнавте Словенија, ја би ги додал тука и Андора, Словачка, Србија, земји кои немаат излез на море, а се многу успешни приказни. Си нашле правец, си нашле модел како да привлечат голем број странски туристи. Еве една Андора,
многу помала по територија и по население од Македонија, на Пиринеите, меѓу Франција и Шпанија, привлекува повеќе од 9 милиони туристи годишно. Нашите врвови, нашите најголеми успеси биле нешто над милион туристи, и тоа пред пандемијата, нели? 2019 беше рекордна година за македонскиот туризам. Како стасавме до тој рекорд? Со голема работа на приватниот сектор. И претходното сработено во голем дел со промоција исто имаше некаква подобра. Билети, субвенциите, да. Контроверзниот проект Скопје 2014 можеби? Што е она што искрено ја стави мапата на новиот оператор новиот оператор на аеродромите навистина придонесе и тој работи и ден денес и прави промоција на нашата држава, значи во позитивна смисла влијаеше многу. Се разбира, првото нешто што ви треба за еден турист да дојде, тоа се авионите. Значи, ако немате вие, ако не сте поврзани со дестинација, и затоа ние следно што треба да се направи, ние бевме поврзани со Украина, не организиравме ниту една работилница, ниту еден воркшоп со украински туроператори, да се направи зближување за да опстане таа авионска врска, и таа авионска врска се укина. Сега имаме со Русија прекрасни, значи две врски. Почнува да лети Санкт Петерсбург до Скопје. Лета веќе Москва 3 пати мислам неделно до Скопје. Тоа е голем потенцијал. Задача на државата. Ние немаме веќе финанси. Да се направи... Ако дозволиш, би се вклучила? Да, повели, Михайловска. Да, ова што го говори Сулев, значи, јас тргнав од моментот дека немам одлична соработка со Министерството за економија, го објасни Сулев во кој дел е ингеренцијата на Министерството, но не недостасува комуникација со оној што ја промовира државата. Ако направите интервју во агенцијата, ќе добиете сосема друга слика. Дека таму има промоција, таму отворете нивната веб страна, можеби ќе видите дека секој ден имаат активности настани, но она што реално недостасува е диалог со бизнис секторот. Ние имаме, само за ваша информација, 10 години барање до таа агенција, кога ги планира буџетите за следната година, да направи проекција наше присуство да има само на неколку саеми во светот и да се врзе регионално за поголем потик на регионалните кружни тури, за регионален настап на пазарите во светот. Значи, ниедно од тие наши барања не е услишано. Оваа година, кога добивме барање да дадеме... На колку саеми учествува државава? Еве, имаме ние, нели, и Национална агенција за поддршка и промоција на туризмот. Како ја оценувате работата на работата на тие луѓе таму? Одат ли на саеми, ја представуваат ли, ја рекламираат ли Македонија, ја нудат ли на странските гости? Значи, видите, знаете која рекламира државата? Туристичкиот сектор, туристичките агенции, туроператорите. Не може јавна администрација да промовира држава. Тоа е јавна администрација која е поддршка на приватниот сектор. Нас не треба поддршка секторот да излезе на саеми, и секторот вели, не правете 15 саеми, направите 5. Ние се сме сигурни дека ќе донесеме туристи од таму и таму. Значи, тоа не го добиваме како фидбек. Оваа година побаравме да добиеме анализа какви се ефектите од досегашните излагања на саеми, бидејќи кризата ги смени навиките на туристите за патување во еден дел. Ние не добивме никаков фидбек, после неколку дена добивме информација дека програмата е усвоена на седница на влада. Имаме барање за формирање комитет за туризам на највисоко ниво во државата, нешто што постоеше во минатото. Комитетот е формиран, но и по година дена, лани во ноември е формиран. Аплициравме со наши представници во комитетот, сега сме 1 октомври, тој комитет нема одржано ниту една седница. А тоа е местото каде што овој сектор, кој што законски е регулиран во 6 министерства можеби, мислиме дека во комитетот на туризмот ќе имаме единствено место кај што сите чинители што се значени за овој сектор, и локална самоуправа, и бизнис, и владините институции, ќе можеме заедно да дебатираме како да го поставиме туризмот наму кај што му е местото. Така да Сулев многу добро знае, негова е таа една изјава. Едно конкретно прашање, дозволете ми. Колку е во државниот буџет сумата што се одвојува секоја година за промоција на туризмот? Само 100.000 евра? Со години наназад е таа сума? Значи, видите, не мислам дека најмногу што имаме стигнато е 1.200.000, од кои што 600.000 мислам дека се за тековни трошоци и нешто слично, сега да не ме фаќате збор. Мислам дека максимално што сме имале пред 5-6 години тоа е 1.200.000, а генерално се движи околу 500 до 600.000, а сега е паднато на 100.000. Доволна ли е таа сума, Михайловска?
Не, никако, мислам, видите, и не е проблем само колку се тие пари, иако ние во регионот одвојуваме најмалку пари за поддршка на туризмот. Проблемот е што нема диалог и не се слуша гласот на бизнис секторот. Ние имаме ситуација во Скопје, 2 години Скопје е затворено за туристи. Скопје и Охрид се најголемите туристички дестинации до 2019. Скопје по број на туристи, Охрид како летна туристичка сезона. Вие имате година и пол, веќе втора година изминува, како Скопје е целосно затворена дестинација. Не збориме за дневни тури, не збориме за попатни патувања, па дури и во регионалните тури Македонија е заобиколена, бидејќи нашиот визен режим не соодветствува со визниот режим на земјите од регионот. И нас се случува туристи од трети земји да поминат Србија, Косово, Албанија, Босна, Црна Гора, да ја заобиколат Македонија. Зошто? За кој проблем точно? Затоа што ние имаме визен режим со многу земји од светот, од земји каде што туристи патуваат. Ние со години тој проблем не успеваме да го решиме. Може да кажете конкретно за кои земји станува збор? Од Кина е тука. Тоа се за например голф земјите од еве и Сулев ќе потврди тука. Тоа се земјите од па вклучително и од Кина и од Јапонија, земјите од голф регионот. Тоа се туристи кои што патуваат во масовен број. Тоа се туристи кои што ги има во голем број на Балканот. Сте ги запознале нашите надлежни и сте побарале од нив да ги стигнат визите за нив? Еве сега пример, ќе ви кажам Горан дека Стопанската комора го има отворен уште 2014 година. 2017 или 2018 не ме земајте за збор, агенцијата за промоција си зема за обврска дека она ќе продолжи таа активност со надлежните институции. Нема епилог. Ние 2021 на крај сме се уште тука. Голф земјите заедно со Египет многу придонесува во растот на во оваа година за Албанија. Имаат големо влијание, значи од информациите кои што добивам од колегите, тие се најзаслужни за делот кај што на еден начин се врати туризмот во Албанија, во делот. И уште еден сегмент ќе кажам дека во Албанија скоро 27-28% од GDP-то на Албанија значи доаѓа од туризам и тоа е многу сериозно. Пола од тоа не е од морето. Пола е од градови како што се Берат, Скадар, како што се Аргирокастро, такви места кои што ги имаме ние, исто тоа можеме да конкурираме. Тоа многу силно. Албанските туроператори на сите каталози го ставаат Охрид и Канео како на прва страна. Верувајте ми, значи ние и тоа со подградец без нашава страна вамо. Така да ние ги имаме сите потенцијали да одговориме. Важно е заедничкиот настав, важно е визијата да ја поставиме и стратегијата заедно. Добро, уште неколку прашања. Михајловска и Сулев, можете и еден по еден да се надоврзете. Ме интересира ако во владата, во надлежните најдете идеален партнер кој би ги послушал сите ваши апели и совети, кои би биле тие мерки што би ги направиле за да не испадне цела оваа 2020-2030 пропадната деценија што се однесува до бројот на туристи? Ајде Сулев, прво ти си дел од инкамингот, па ќе се надобро замјана тега. Вака, јас искрено мислам дека заедничка промоција која што ќе биде насочена и во делот кај што ќе биде и организирање на саем и во делот на дигитална промоција, но дигитална промоција договорена заедно со секторот, кај што таргетирано и сегментирано ќе знаеме во која насока ќе се насочиме, ќе избереме неколку дестинации и во одреден период, како што и би го поставил тоа баш како ти што го постави Горан, до 2030 на стратегија кај што оваа година ги напаѓаме тие пазари. Еве конкретно имаме авионска линија со Русија. Сега треба сите да се насочиме во најголем дел како стопанство на тој пазар, затоа што тој пазар е голем, затоа што тој пазар не ја познава дестинацијата и заеднички државата со приватниот сектор. Како пример само го давам. Потоа латинските земји. Ние се фалевме како 2019 и 2018 имаме раст на шпанците. Знаете како дојдовме тој раст? Затоа што имаме компании наши приватни со приватни средства кои што инвестираат во представништво во Барселона и во Мадрид. И затоа имавме раст на шпанците. Ние до 2020 не бевме отидени на саем. Немавме ниту една кампања таму, но приватниот сектор инвестира повеќе од пола милион евра годишно, кога беа добри времиња. Сега, за жал, е десеткуван и не може тоа да го направи. Добро, одите на состаноци кај надлежните, председател на асоциација сте, Даниела Михајловска е Стопанска комора. Кога ќе отидете на состанок во Министерство за економија, во Националната агенција за промоција и поддршка на туризмот,
Го зборувате ова? Луѓето ви велат добро ќе направиме, па после не прават или како? 2 години не сме имале состанок со надлежната Па зошто не асоциација. побарате состанок? Зборам за таа што е надлежна за промоција. Па зошто не побарате состанок? Вие Михајловска како стопанска комора имате комуникација редовна со надлежните за туризам? Со промоцијата за овакво за агенција не упатуваат во председна онлайн комуникација, кога онлайн ќе им одговориме велат не го добиле нашиот мејл. Така да може да замислите сега за каква комуникација зборуваме. Значи, ние затоа го бараме Комитетот за туризам, затоа што сметаме дека оваа агенција нема капацитет во ниеден сегмент да одговори на она што му треба на туризмот во овој момент. Ние ова што го вели и Сулев, значи ја споменува Албанија и Албанија е одличен пример. Но еве Србија ќе спомениме, Србија нема море, па имаат успешен туризам. Факт е дека ние нема да постигнеме можеби 30% учество на туризмот во GDP, но да се разбереме, туризмот е сектор кој може да повлече затоа што врзува 15 други индустријски и стопански гранки. Во пост-ковид период тоа е идеална гранка која може да повлече напред. Прашавте за зашто немаме средби. Едноставно е. Ние во ковид ситуации во главном и онлайн функционираме, но и тоа го немаме. Имаме само информации кога агенцијата и директорот се сликаат кога се примиле на средби, но никако да направат состанок на советот. Зашто? Затоа што претседателот на советот во моментот е на државна функција во една од државните агенции во владата, но и тоа е предмет на друг муабет. Еве што е нашиот предлог, на пример, велиме како да идеме до подобра дестинација. Правилникот за субвенционирање мора да биде сменет и ние за него имаме 2 години барање во која насока треба правилникот да биде коригиран со цел и во услови на оваа ковид криза да успееме да донесеме туристи. Мора да обезбедиме чартер летови, мора да обезбедиме ова што го вели и Сулев, авионски и автобуски сообраќај до нашите дестинации. Мора да се поддржат чартерите, мора да се обезбеди соодветна инфраструктура, мора да се среди визниот режим и регионалниот пристап е нешто што дефинитивно мора да работиме. Ние мора да разбереме ако целиме кон некои туристи во поголем обем, ако регионалниот туризам е оној што секако е препознаен во регионот на Западен Балкан, што е тоа што ние не можеме, ако Србија ослободува, Албанија ослободува, Црна Гора ослободува, Косово ослободува, дури има земји кои што не ослободуваат за цела година визен режим, само во периодот кога тие туристи се знае во кој период кои туристи од кои земји патуваат, го ослободувате визниот режим за тој период наменски, целно и вие добивате туристи во многу поголем обем. Бидејќи и тука е целиот проблем. Поддршката на државните институции од аспект на поддршка на дестинацијата и нејзина соодветна промоција. Онаму каде што имаме реални туроператори да донесат странски туристи. Добро, кога би им сугерирале на надлежните, иако ве примат конечно на состанок после 2 години, макар на онлайн средба, што би им сугерирале да се фокусираме на летен туризам или на for all season, на 4 сезони туризам, бидејќи немаме море, можеби не е летниот туризам, не треба да биде во фокусот. Имаме прекрасни езера, дали планински, авантуристичко, адреналински, селски туризам. Кој туризам има најдобра перспектива во Македонија? Па, видите, иднината на светскиот туризам би сите предвидување на експертите е дека во тој така наречен experiential туризам, значи experience со луѓето, а ние имаме прекрасни луѓе кои што раскажуваат приказни и во тој сегмент ние треба да се потрудиме дека се уште сме автентична дестинација и тоа да го продаваме заедно со, сметам дека во Европа се станат уште неколку автентични дестинации кои што може таа приказка да ја продат многу успешно. И тоа е сега нешто што го бараат. Исто активниот туризам, значи се повеќе луѓето заради начинот на кој што работиме, на начинот на кој што функционираме. Тоа е активен туризам, значи сегментот на пешачење во природа, возење на велосипед во природа, значи и други активности се исто барани. Значи во тој сегмент јас би параглайдинг, значи за тие што се малку повеќе за адреналинските спортови. Но Горан, пак се враќаме, значи базата, почнуваме. Најпрвото нешто што треба да се направи е системското поставување на туризмот. Кога ќе се постави системско со силно јавно-приватно партнерство, вистинско, кај што приватниот сектор си го има по дефолт своето влијание, кај што е веќе обврзан, има задолженија, не само привилегии, задолженија, кај што треба да испорача и тој, тогаш ќе
ќе се подмрднеме од мртва точка и ќе одиме напред. Михаловска, вие како Слободска комора сте представник на најголемите и најатрактивните хотелски сместувачки капацитети во Македонија, онаму каде што се сместуваат странските гости. Кој е вашиот предлог во оваа насока? Значи, јас само ќе се надоврзам на Сулев. За жал, ние во моментов сме без стратегија за туризам, бидејќи постојната истече во 2020 со акцијски план до 2021, но ние од оваа година немаме стратегија за туризам. Има некоја поддршка, не е некоја, има сериозна поддршка од проект на Светска банка преку ЛРЦП проектот на 10 туристички дестинации кои се дефинирани на територијата на државата. И постои интерес и од меѓународните донори. Постои интерес навидуми и во дома, во државата за поддршка на туризмот, но изостанува диалогот. Вие велите 2 години не примаат на состанок. Не дека 2 години немаме состанок, имавме многу состаноци, но исход нема во делот на поддршката и промоција на туризмот. Ние добивме многу поддршка во делот на зачувување на работните места во секторот во услови на криза, добивме одредена поддршка на компаниите, учествувавме во еден дел индиректно во почитување и креирање на протоколите во услови на здравствената криза, но она што реално изостана е предлозите како да се поддржи оваа дестинација во услови на ковид криза и како треба да се постави Македонија во делот на препознатлива туристичка дестинација во периодот што следи. Дополнително, например, имавме и мерки за поддршка на работните места во ковид кризата, ама тие беа општи. Не беа конципирани само за работниците во овој сектор. Ние велиме, поддржете ја дестинацијата, дајте мерки со кои што ќе донесеме туристи, нема да има потреба за поддршка на плати за работниците во овој сектор. Фирмите ќе работат, хотелите ќе работат, носењето на странски туристи е работа за хотелиерите во Македонија. Вие ако ја видите статистиката, единствено успешно поминале приватното сместување во Македонија во споредбено 2021-2019. Се друго отишло во надолен пат. Имав уште едно прашање, меѓутоа кога ми кажавте дека еве Македонија од 2020 е без стратегија за туризам, можеби е безпредметно да прашам, но еве ќе го поставам бидејќи го испланирав и мене лично вака како граѓанин ме интересира. Што мислите вие како луѓе од секторот? Зошто секој си има свое објаснување и толкување, меѓутоа еве вашето е постручно веројатно, зошто Македонија еве и по 3 децении самостојност, 30 години независност, не успеа да изгради еден солиден скијачки центар од калибарот на Банско и Боровец и Пампорово во соседна Бугарија или Копаоник и Златибор во Србија, па да не набројувам други од регионот. Еве што им недостига на нашите Попова, Шапка и Маврово за да бидат на нивото на овие што веќе ги споменав? Попова, Шапка... На нашите дестинации... Да, ајде, Сулев, повели Михаловска, вие сега имате прва збор. На нашите дестинации им недостига само диалог со оние луѓе што знаат како тоа да го направат и недостасува да бидат послушани и сето тоа да се имплементира со поддршка на државата. Бидејќи сите овие дестинации што ги споменавте, не ги градат приватни фирми. Овие дестинации ги гради државата, а потоа околу нив приватниот сектор креира хотели, приватни сместувања, ресторани, придружни активности, адвенчар активности и така натаму. Се она што бара туристот. Туристичкиот сектор знае како да го изработи својот дел, но за жал инфраструктурата мора да ја постави државата. А за тоа не постои диалог во моментов со приватниот сектор. Сулев, како Маврово да стане Боровец? Потребни се сериозни инвестиции во делот на инфраструктурата, посебно Бугарија инвестираше многу и во Банско и во Боровец. Сега во Банско веќе се планира втора гондола, значи... Добро, тоа е со европски пари. Таму има сериозна поддршка и од Европската унија. Во тој дел мислам дека и ние можевме подобро да искористиме дел од средствата, 20 милиони евра па ни даде за ЛРЦП. Можеше да се направи во тој сегмент подобрување, значи да се инвестира во инфраструктура, значи ние сега последниот период се монтира снежни топови за кога ќе нема снег да се прави тоа во тие сите скијачки центри го има. Шапка е препознаена веќе посебно за фрирайд скиинг, тоа многу брзо се развива, приватниот сектор тамо навистина инвестираше доста, значи и ние сме со Грузија
една од двете топ дестинации за фрирайд скиинг. Но мислам дека со малку по-голема посветеност може да се инвестира во тој скијашки центар кој што ги има буквално сите, ама буквално сите предиспозиции да биде на ниво, а може би еден левел повеќе од другите. Навистина, еве, јас тоа се кога ќе се спомнат скијачките центри, имавме на група од швајцарски туристи и тоа ми остави впечаток дека и двајцата се сликаа на жичара, мислам во Маврово, не ме фаќате за збор, и тие ги ставија слики на профилна фотографија. Кога ги прашав зошто го направиле тоа, велат веќе кај нас такви жичари одамна нема. Толку ретро, мислам? Во делот беше као толку ретро жичара. Мислам, сега пораката е многу јасна, значи потребно е посериозно инвестирање во инфраструктурата за да имаме поголем повеќе туристи. Значи, тоа е многу, пак е комплексно. Добро, барем по нешто сме автентични, ете и по ретро жичарниците, пак ќе се најдеме на некоја насловна страница. Господин Михајловска, господин Сулев, ви благодарам многу за ова денешно излагање. Се надевам дека надлежните ќе допре до нив и овој апел. Телма ви останува како сојузник и отворена за сите понатамошни ваши сугестии и предлози, се со цел да се вратат странските туристи што е можно побрзо и во поголем број во Македонија. Михајловска, благодарам, Сулев, ви благодарам. Јас треба да го најам мојот следен гостин, да ви испратам вас и кусо по рекламите, продолжуваме со мојот следен утрински гостин.